Време е за вестите. 28 годишен штипјанец, дел од најголемиот сајбер криминал досега. Организација во која членувале 36 лица од 16 држави успеале на нелегален начин од сметките на граѓаните од целиот свет да извлечат неверојатни 530 милиони долари. Акцијата со која раководела Американското министерство за правда се одвивала во неведа. На чело на организација бил украинец, а штипјанецот бил задолжен да ги покрива трагите на хакерите. Штипјанец дел од досега најголемата откриена сајбер криминална организација. 28 годишниот Марко Леопард се товари за учество во криминална организација која вршела кражби на идентитети, кредитни картички, финансиски и банкарски информации, со што успеале на нелегален начин да извлечат 530 милиони долари од сметки на граѓани од целиот свет. Информацијата официјално објавена на веб страната на Американското министерство за правда на 7 февруари. Мозок на 36 члената организација бил Свјатослав Бондаренко од Украина, а биле вклучени хакери од Пакистан, Англија, Украина, Египет, Косово, Австралија, Украина и Америка. Како што пишува на официјалниот сајт на Министерството за правда, оваа акција опишана како една од најголемите киберприслушкувања направени досега. Според обвинението, Инфраут организацијата била формирана во 2010-та, а нашиот штипјаници се приклучил една година подоцна. Сите членови на организацијата имале дефинирани улоги во хиерархијата. На чело биле администратори, а штипјанецот Леопард бил последен во мрежата и негова задача било успешно да ги крие трагите на хакерите. 28 годишниот штипјанец кој работел под прекарот Leopard.mk е уапсен надвор од Македонија, што е негово второ меѓународно апсење за компјутерска измама. Денеска стапивме во контакт со член од неговото семејство, кој потврди дека Леопард не е во Македонија, а компјутерската измама на векот ја нарече дезинформација и административна грешка. Куриозитет за ова семејство е дека синовите чии кум име Аркан своите имиња во Леопард и Тигар ги променија пред неколку години. Работници и доверители спречија изнесување на машините од виничката фабрика Зона Трико. Пред портирницата дојде и стечајниот управник кој го донесе решението од судот дека собственикот на фабриката не смее да отуѓува ниту еден дел од имотот. Блокирани влезови имаше вчера попладнето во фабриката Зона Трико од Виница. Работниците и доверителите се обидоа да го спречат изнесувањето на машини, откако забележале дека во фабричкиот круг дошле камиони во кои требале да се натовара опремата. Пред портирницата дојде и стечајниот управник кој го донесе решението од судот дека собственикот на фабриката не смее да отуѓува ниту еден дел од имотот. Дел од вработените кои се членови на синдикатот рекоа дека со години чекаат да им бидат исплатени за останатите плати, за кои уште на минатогодишните протести информираа дека за 4 месеци добивале надомес само по 1 денар. Чините ги товарат во камиони и сакат да ги изнесат, иако е поднесено стечајна поставка. Ние тука се собравме и дојде ние тук стечајниот управник, не знаеме што ќе ни каже тој, меѓутоа ние се собравме за да не ги изнесат машините. Ние прекавме писма до сите министерства, одговор добивме од труд и социјала. Ни се јавија и ни рекоа дека што можат во нивни ингеренции ќе помогнат. А однесовме и до Министерство за правда, до УЈП, до сите министерства испративме, од другите немаме уште одговор. Се надеваме дека ќе преземат некакви мерки, барем за нашите барања да ни бидат исплатени личните доходи. Ние ништо друго не бараме, бараме да ни бидат исплатени личните доходи. И тоа не е во ред сега машините да собираме тука, ние да чекаме, да стоиме, да не ги изнесат машините. Затворија ги камионите, шоферите си одитеа, стојат камионите, преку ноќ ќе дојдат, ќе ги изнесат. Ние ги стражареме тука машините да не ги изнесат. Освен поранешните работници во Зона Трико, побарување имат и доверителите кои извршиле услуги, а подолг период чекаат да им бидат и наплатени. Според сознанијата што ги имаат доверителите, фирмата Зона Трико им должи вкупна сума од околу 1 милион евра. Од имотот со кој располага во моментот фабриката, тие не се сигурни дали ќе можат да ги наплатат своите побарувања. Бараат надлежните да го спречат изнесувањето на машините. Советот на општина Штип донесе одлука секој вторник да биде ден
во кој пензионерите ќе можат да добијат слободен влез, односно бесплатно користење на општата бања Кежовица. За да добијат бесплатен влез, пензионерите со себе треба да понесат пензионерска легитимација издадена од јавното предпријатие ИСАР. Пензионерите од Штип во изминатите 2 недели ја искористија можноста за бесплатна бања во градската бања Кешовица. Градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски истакна дека согласно донесената одлука на предпоследната седница на Советот на општина Штип, пензионерите секој вторник имаат слободен влез, а со себе треба да ја понесат пензионерската легитимација, која издава Штипското комунално предпријатие ИСАР. Мерката, која што беше промовирана, се спроведува веќе трет вторник. Првиот вторник 90 пензионери ја искористиле оваа мерка, вториот вторник 160 пензионери ја искористиле исто така мерката. Од овде од бањата Кежовица да информирам јавноста за една од мерките кои што ги ветивме во предизборниот период, а веќе ја реализиравме. Тоа е бесплатно одење на бања, користење на бањата Кежовица секој вторник за сите пензионери од општина Штип. Тоа е мерка која што на предпоследната седница на Совет ја изгласавме во Советот на општина Штип и веќе две недели, односно 2 вторника во изминатиот период се користи бесплатно одење на бања, користење на бањата од пензионерите. Штипскиот градоначалник истакна дека се очекува бројката на пензионерите кои ќе посетуваат бањата постојано да расте, а планирано е од страна на општината и на јавното предпријатие ИСАР и реконструкција на покривот на градската бања Кежовица. Денеска продолжува да се користи бањата од страна на пензионерите и очекувам во наредниот период се повеќе се користи, бидејќи знаеме дека ова е лековита вода и дека ќе им помогне на нашите пензионери од општина Штип. Штипските пензионери се задоволни што на бања можат да одат бесплатно. Велат, водата е лековита, а благодетите се долгорочни. Добра ли е бањата? Водата добра? Добра. Лековита, за това и идеме. За здравие. Ега да биде още по-добро. Бесплатно, шо е? Бесплатно за мерак. Редовно ли доваѓате? Доваѓаме редовно. Па убаво. Не беше јонака скапа, али добро. Во рамки на општата женска и машка бања работи и делот од бањата Кежовица со тушеви и кади. Штипјани имаат неколку вековна традиција да ја посетуваат бањата Кежовица, а во моментот влезот во бањата е 80 денари. Инаку градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски истакна дека граѓаните можат да дадат своји идеи и предлози за доуредување на просторот кај изворот Лџи, доколку се издржани идеите, тој лично ќе се ангажира тие да станат реалност, со што лџите ќе бидат препознатлив белег за бања Кежовица и за градот Штип. Кривична пријава за командирот на Светиниколската противпожарна единица. Според пријавата на полицијата ја злоупотребил службената положба и овластување, оштетувајќи го општинскиот буџет со околу 300.000 денари. Имено 52 годишниот ЗТ во август од 2013 до ноември 2017 година како командир на територијалната противпожарна единица во Свети Николе, вели полицијата во месечните прегледи за остварени часови на вработените лажно пријавил дека остварил 1140 часови преку време на работа, информираат од МВР. Пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Тема: државниот секретар во Министерството за здравство Владимир Милошев во погрешна насока ги искористува бенефициите што ги нуди власта. Наместо да донесе реформи во здравството и искрено да се заложи за подобрување на условите во клиничката болница во Штип, државниот секретар во Министерството за здравство Владимир Милошев работи единствено за своја корист, обвинија денес пред медиумите од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Иако беше еден од најголемите гласноговорници за состојбите во здравството во нашиот град, откако е на функција не президе ниту еден чекор за да овозможи подобри услови за пациентите. Наместо да мисли како да го зголеми бројот на медицински сестри, да вработи општи лекари, да обезбеди нови специализации, тој единствено ги користи бенефициите што ги нуди власт. Имено, како државен секретар во Министерството за здравство, довел решение за одвоен живот, да престојува во Скопје, што значи дека на сметка на граѓаните добива дополнителни парични средства. Како и другите случаи
А еве го и одговорот на пресот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип од Општинската организација на СДСМ. Заврши времето на злоупотреби на државниот апарат и уништување на здравството со заминување на ВМРО ДПМН во опозиција. Заврши времето кога министер за здравство практикуваше комплетно самоволие, а животот и смртта на пациентите зависеше од нечија волја. Владата предводена од СДСМ ги санира напластените штети во здравството, вложува во унапредување на здравствениот систем, повисоки плати за докторите и медицинскиот персонал и создавање вистинско здравство кое лечи и работи за граѓаните. Доколку има нешто спорно во работењето на кој било функционер или вработен, институциите навремено реагираат. Одговорното работење во корист на граѓаните е одлика на новата власт. Реконструкција на клонот пчелка и набавка на современа пожарникарска опрема и на специјално возило за гаснење на шумски пожари се двата проекти со кои Општина Штип ке конкурира за добивање на европски пари од програмата за меѓугранична соработка. Општина Штип на вториот повик за ИПА програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија ќе конкурира со два проекти. Александар Арсовски од Општина Штип вели дека едниот проект е за реконструкција на клонот пчелка, кој е дел од детската градинка Вера Цирвиритрена, а вториот е за добивање на специјално возило за гаснење на шумски пожари и нова противпожарна заштитна опрема за штипските пожарникари. Реконструкција на градинката, односно на клонот пчелка, детската градинка пчелка. Проектот опфаќа целосно интериерно уредување на градинката преку промена на подот, на фасадата со енергетски ефикасен дел, тоа е значи внатрешниот дел на фасадата. Опфаќа реконструкција на кровната површина, замена на постојниот котел за грејење со пелети, инаку постојниот е на дрва, со што ќе се овозможи енергетска заштеда на ресурсите. Арсовски истакна дека овој проект е во вредност од 180.000 евра, а партнери им се бугарската општина Гоце Делчев. Што се однесува за вториот проект за набавка на специјално возило за гаснење на шумски пожари, партнери им се Централната противпожарна единица во Софија. Возилото ќе биде опремено со резервоар од 2,5 тони вода и со вкупната додатна опрема која што е наменета и е потребна за таков вид на интервенција. Инаку овој проект ќе чини околу 210.000 евра, со што Штип ќе добие современа заштитна опрема за пожарникарите и специјално возило за гаснење на шумски пожари. 60 евидентни листови досега се издадени во Штипската подрачна единица на Министерството за земјоделство. Тутунарите до крајот на март треба да го пријават планираното производство за новата реколта. Ке се садили тутун во Штипско. Повеќе од лани, од Сдружение на тутунари велат, се намалува бројот на тутунопроизводителите. Кој година ќе сади тутун во Штипско, откупот заврши се подготвува новата реколта. Површините се зголемија, но се намалува бројот на кооперанти. Повеќе сакаат државна работа, отколку да садат и нижак тутун, велат од Сдруженијето на тутунари. Се намалуваат кооперантите, сите го избегнуваат тутунот, затоа е макотрпна работа и секој сака да се запосле на државна работа. Тутунот лани во Штипско се засади на 116 хектари, предходната година на само 103 хектари. Тутунарите почнаа со пројавување на планираното производство. Од тутун тешко се живее, откупните цени се ниски, се жалат тутунарите. Добиме субвенција, тоа е добро е. Од тие мислиме, од ова живееме ние. Нема прва, убав тутун оваа година, убав тутун, а нема цена. За прва тутун има оваа година. Ама нема, не дават. Вие живеете тоа до година, ќе садите ли шо, како? И па садиме. Па јас со фамилијара 5 души работам, па имам 2 тона тутун. Па ако се сплаќа, па ќе работиме повеќе, ако не се сплаќа, па народот ќе се оде во фабриките ќе работи шо. Повеќе од 200 семејства во Штипско, претежно од карбинските села, екзистираат од производство на тутун. Од ланската реколта се откупија 130 тони на тутун со просечна откупна цена од 206 денари за килограм. До крајот на март тутунопроизводителите треба да го пријават производството. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство досега се издадени 60 бели картони.
За новата реколта ќе се зголемат субвенциите за предаден тутун по 80 денари за прва, 70 за втора и 60 денари за пониските класи на тутун. Производителите побара и до 30% повисоки откупни цени на тутунот. Дневно по тројца штипјани заболуваат од грип. Само до 20 февруари регистрирани се 55 ново заболени. Епидемиолозите алармираат да се обране поголемо внимание на колективната хигиена, посебно во градинките и училиштата. Расте бројот на заболени од грип. Само минатата недела бројот на новорегистрирани е над 30, информираат од Штипскиот центар за јавно здравје. Извештаите укажуваат дека сезонскиот грип кулминирал месецов, кога се регистрирани 55 новозаболени. Крајно внимателни треба да бидат учениците, студентите, вработените, односно да се обрати поголема хигиена каде што има фреквенција на луѓе. Советот одржување на лична хигиена, значи често миење на раци и затоа што не само преку аероген пат, значи самиот вирусна инфлуенца се пренесува и по директен контакт од контаминирани, значи непосредно контаминирани предмети, како и преку директно ракување, значи со некое друго лице кое што е болно од грип. Значи тоа би биле избегнување на лица кои што знаеме дека се сомнителни да заразени со вирусот на инфлуенца, избегнување на почисти собири каде што има поголема концентрација на луѓе, често проветрување на просториите не само на местото каде што живееме, туку и работните простории и одржување и на значи општа хигиена. Значи прибришување на самите, значи посебно во школите со дезинфекциони средства на работните површини каде што децата најчесто доаѓаат во контакт со нив. Сепак статистиките на Центарот за јавно здравје покажуваат дека оваа зима за разлика од претходната, бројот на заболени од грип е многу помал. Во декември се регистрирани 9, во јануари 34, а во февруари дури 55 случаи. Поредбено со годината, значи со сезоната ланска 2016-2017 година, кога во овој месец, односно во месецот декември и месец јануари биле огромен број на случаи, специфично во месец декември биле 15.000, а во месец јануари 17.000, што значи заклучно можеме да кажеме дека имаме намалување во оваа сезона, значи на грипот за негде 85%. Минатата година грипот го покоси источниот дел од државата, а само во Штип беа регистрирани над 2000 пациенти. Поради ова инфективно и детско беа преполни. Во градинките беа воведени засилени хигиенски мерки, а беше одложен и стартот на второто полугодие. Денес во Ирис телевизија интерактивна едукација на трето оделенците од Општинското основно училиште Ванчо Прке. Основно училиште Ванчо Прке од Штип денес во посета на Ирис телевизија. Се реализираше интерактивна настава, учениците учеа за телевизиското работење. Ние денеска сме во телевизијата Ирис и затоа што ние учиме за телевизија. Ние гледаме вести на телевизијата Ирис. Кога ќе пораснам, јас помалку сакам да бидам новинар. Музика, филмови. Јас еден ден можеби ќе бидам презентер на вести. Учениците од Ванчо Прке редовно гледаат телевизија Ирис. Трето одделенците од Ванчо Прке ги разгледаа просториите и студијата на телевизија Ирис, а разговараа и со новинарите, бидејќи се интересираа за прашање како се реализираат телевизиските продукции. Кикбоксерите на Гладиаторот Штип постигнаа одлични резултати на државното првенство што се одржа во Скопје и се закитија со повеќе медали. Младата има силна и одбрана екипа на кикбоксерите на Гладиатор, предводено тренерот Шено Ласанов, продолжува со жетвата на медали. Овој пат за домашен план и тоа на државното првенство што се одржа во Скопје. Прво место златен медал освои Славче Арсов. Јован Данилов и Благојче Стефанов освоија сребрени медали, додека пак Бобан Јосифов освои сребрен и бронзен медал. Со бронзени медали се закити и Стефан Стојмиров, Никола Нацев и Христијан Китанов. Според информациите од тренерот Шено Ласанов, следен предизвик за штипските кикбоксери ќе биде учеството и настап на традиционалниот турнир, што на 24 февруари ќе се одржи во Сараево, Босна и Херцеговина. Во пресред на новата сезона во пролетниот второлигашки дел ќе се подобрат условите и на играчите и на гледачите на градскиот стадион во Штип.
Со цел подобрување на условите и на играчите и на официјалните лица на градскиот стадион во Штип, раководството на Бергалница се реши да изврши целосна реконструкција во службените простории на Штипската соблекувална. Денес ги завршуваме и ПВЦ прозорците кои ќе бидат одлично за изолација на соблекувалните. Патеката, како што може да забележиме, веќе е при крај во завршна фаза за се со цел публиката да доаѓа достапно до трибините и наред се вецињата кои на градскиот стадион немаме веци, мора да ги подобрим условите за публиката, ќе бидат готови вецињата и наредниот се чекори се продолжува и на помошното игралиште каде ќе се постави соодветна дренажа и ќе се овозможат услови и за младите категории за фудбалерите на Бергалница на првиот тим да тренираат на градскиот стадион, односно на помошните терени овдека. Се уште не е решен и проблемот со трибинскиот дел, за кој имаше најава за поставување на столчиња и неизино целосно покривање. Со покривањето на ледата во текот на наредните 10 до 15 денови се очекува средба меѓу генералниот секретар на Фудбалската федерација и градоначалникот на општина Штип Благо Бочварски, се со цел да се види договорот кој го има општина Штип со Фудбалска федерација на Македонија за реконструкција на трибињата, односно поставување на 5000 столчиња, трибињата да биде покриена и да ги овозможува сите УЕФА стандарди. Тоа ќе биде средба помеѓу раководството на Бергалница, генералниот секретар и градоначалникот и ќе биде дополнително учено како понатаму ќе се преземат чекори, меѓутоа ќе се инвестира за таа трибина и ќе биде направена. На фудбалски план што не очекува до почетокот на пролетето, тоа ќе биде на 3 март. Најпрво би сакал да ви кажам дека веќе во сабота на 24-ти фудбалерите на Бергалница ќе имаат генералката пред првенството. Играме со екипата на Гостивар на градскиот стадион овдека во Штип и веќе наредната сабота на 3 март почнува првото коло со екипата на Тиквиш. Се надевам дека до тогаш ќе бидат сите фудбалери подготвени да го дадат максимумот и конечно да почне Бергалница да ги собира бодовите и да се бориме за тие први 2 места. Горчив проблем представува и самиот терен кој поради негрижа е со моште лош квалитет. Почетите надпревари Бергалница ќе ги игра на овој терен, за да првата првенствена пауза поради репрезентативните обврски ќе се искористи за мини реконструкција и осеменување на оштетените делови од теренот. Како и да е, со новите зафати, колку толку ќе се подобрат условите на градскиот стадион во Штип, кој е еден од најстарите во Македонија, но и еден од најзапоставените во овој регион. Информација од спортот. Денес во Штип се одржа регионалното првенство во училишен спорт во одбојка за основни училишта. Утре среда, машката и женската екипа на УГД Студент ќе бидат домаќини на купната. Штип беше домаќин на одбојкарските регионални надпревари во машка конкуренција за основни училишта, на кој настапија најдобрите екипи од зонските турнири. Во организација на Сојуз на училишен спорт на град Штип, во моментот се играме регионалниот надпревари во одбојка за основни училишта конкуренција маж. На овој турнир учествуваат екипите на основното училиште од Радовиш, основното училиште Христијан Карпуш од Куманово и основното училиште Блажи Коневски од Велес. Првото место на денешниот турнир го освои екипата на Крсте Петков Мисирков од Радовиш, која се стекна со право за настап на финалниот републички турнир што ќе се одржи во Скопје. Второ беше екипата на Блаже Коневски од Велес, а трета екипата на Христијан Тодоровски Карпош од Куманово. Утре среда ќе се одиграат 8 на финалните надпревари од националниот куп, во кој двете штипски екипи се домаќини. Во салата Јордан Мијалков со почеток во 18 часот ќе се сретат женските екипи на УГД Студент и на Бамикор Тетово, а во 20 часот машките екипи на УГД Студент и на Лирија од Жеровјане. Се игра на еден добиен надпревар по кој победникот продолжува во четвртфиналето на македонскиот одбојкарски клуб. Во четврток исто така во овој термин во нашата сала ќе се одржи регионалниот турнир во одбојка женски за основни училишта. Ќе учествуваат училиштата Видој Подгорец Струмица, Блажи Коневски Велес и Христијан Карпуш Тодоровски Карпуш Кумано. Сме во вестите на Ирис телевизија, а ви останете на програмата, бидејќи следува регионалниот магазин Отворено на тема со гостин, градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров. Пријатно!